Добро, ако зборуваме како дневни политичари, овој начин на дебата е очекуван од страна на опозицијата. Мислам дека ништо ново и ништо различно тоа што го слушавме овие неколку дена не чувме. Меѓутоа, ако поразмислиме малце посериозно и ако навлеземе малце подлабоко во темата, ќе сватиме дека прво нема причина да се очекува дека власта би се играла на оваа тема, заради тоа што таа и создава проблеми на власта, не и создава проблеми на опозицијата. Опозицијата, како и во конкретниот случај, вакви проблематични ситуации би ги искористила за напад на власта. Власта е таа која што треба да менаџира во овие ситуации и е нелогично по основните параметри на здравата логика да се резонира дека власта продуцира вакви проблеми. Затоа не би навлегувал понатаму во поддетална експлинација на оваа работа, заради тоа што здравата логика тоа го зборува. Би сакал да потенцирам дека Република Македонија си ги има своите карактеристики на мултиетничко и мултиконфесионално општество и мислам дека она за кое што треба да се дебатира е како да научиме да ги користиме предностите на таквото општество. Ние во овие 20 години, вклучително и конфликтот, вклучително и постконфликтните и предконфликтните периоди, учевме и гледавме кои се потешкотиите од имањето на едно такво комплицирано општество во смисла и на функционирање на демократските институции, во смисла на партиципативност на сите заедници, етнички, помали, поголеми, конфесионални, дебата, дискусија, репрезентации, спорт, фудбал и така натака. Не научивме да ги гледаме предностите. Она што треба да се искористи во конкретниот случај е прво да се потенцира дека генерално сите субјекти, политички и религијските заедници и така натака, одигра една позитивна улога во конкретниот случај. Не на времено кога требаше. Може за тоа да се дебатира, може би не се свати во првиот момент комплексноста на случувањата, меѓутоа тоа е прашање на дебат. И да разговараме за тоа би разговарале за ден-два разлика. Сепак е битно политичките партии, политичките партии, барем на онаа седница на Комитетот за односи меѓу заедниците, и владеачките и опозиционите во секој случај, и СДСМ и ДПА, постапија прилично зрело, прилично сериозно. Верувам дека и активностите кои што ги имаат се такви. Од друга страна и верските заедници во Република Македонија многу испратија позитивни пораки спрема населението и ние практично последниве 2-3 дена го гледаме крајот на таа тензија која што треба да биде искористена, се подвлечат и да се искористат овие моменти за да се најдат слабостите во недоразбирањата и да се надминуваат во следниот период таквите проблеми. Би сакал исто така да потенцирам дека генерално во секој период на владење во Република Македонија, без разлика дали ВМРО да помага на власт, СДСМ, ДУИ или ДПА, имало моменти кога меѓуетничките односи биле доведувани во прашање. Меѓутоа морам да констатирам дека ова владеачка гарнитура во овие неколку години успешно покажа втор пат кога има такви искричења, недоразбирање. Првиот пат беше пред една година тука во Скопје, сега во Струга се случува. Покажавме дека успеваме да ги менаџираме тие процеси без никакви поголеми проблеми и успеваме тие непријатности да ги ставиме во рамка од неколку дена, недела дена, значи да се разрешат брзо. Ако ние градиме перцепција во која што мислиме дека наеднаш, на едно копче можеме да ги надминеме сите недоразбирања или недоверби кои што се таложеле низ годините, тогаш градиме лажна перцепција. Ова покажува дека не сте ги сватиле сериозно пораките кои и случувањата што се случија пред една година и дозволувате по... Ако дозволите. И за колегата Димовски и за колегата Османи. Значи, да расчистиме на работа. Ние не сме филозофи на ВАМАС. Ние сме политичари, представуваме политички партии и ако гледате како е седењето, јас сум опозиција, вие сте власт. Одговорноста за водење на државата е доминантно во власта, опозицијата има своја улога. И господинот Бујар Османи треба да знае дека прв што ги осуди сите настани беше токму СДСМ. Еве ќе ви дадам и неколку соопштенија да ги погледнете, каде што ќе можете да го прочитате. Зошто го говорам ова? Бидејќи клучната работа е... Инцидентот на Струга. Не, се извинувам. Не ни е намерата. Значи, ние имаме доволно поле, како опозиција,
да ве критикуваме и да добиеме, а добиваме сериозни политички поени на планот на сиромаштијата, на лошата економија, на здравството, на немањето инвестиции и така натаму и така натаму. Овдека не станува збор за политичка дебата и битка. И ние тоа не го сакаме. Бидејќи ние на планот дури да сакаме на меѓуетничките односи, не можеме да добиеме поени како СДСМ. Играњето со меѓуетничките прашања како играње со оган. Никој не добива, сите се горат на крај. И затоа оваа ситуација е многу сериозна. Ние можеме сега да дебатираме филозофски кои се причините, мотивите, подлабоките, пократките за случувањата. Но тоа мислам дека не е наша клучна обврска. Нашата клучна обврска е да видиме дали политичарите и власта која што е избрал народот си ја извршила својата улога да го превенира, стабилизира и да го спречи понатамошното вакво случување. Оно што за жал мораме да го констатираме е дека тоа што се случуваше на Скопското кале пред една година многу наликува на ова што се случуваше сега. Ако дозволите во една минута. Кога се случува настаните на Скопското кале, повторно беа во власта ВМРО ДПМН и ДУИ. Дење ВМРО ДПМН преку Паско Кузман градеше објект, црква или музеј и така натаму, дење, ноќе ДУИ преку своите представници ја уриваше. Дење таа се продаваше како успешна приказна од страна на ВМРО ДПМН, ноќе повторно се уништуваше од страна на ДУИ. Политичарите од власта тоа го правеа. Опозицијата нигде не фигурираше во таа приказна, за да на крај имаме ситуација каде што официјални државни представници, градоначалник на Чаир, заменик министер за внатрешни работи, од едната страна со одредени приврзаници, пак ќе речем на ДУИ, предпоставувам, и од другата страна навивачи за жал во функција, изманипулирани, децата не знаеа што прават. Се подигнаа тензиите од страна на власта, се случи инцидент. Погледнете што се случува сега во Струга и во Струшко. Серија на настани преку еден ден од едната, како што ќе рече ДУИ, а ВМРО од другата страна. И погледнете се реакцијата. Прв реагира СДСМ. ВМРО ДПМН го нема. Бидејќи ние реагираме, тие се приморани, така проценуваат и тие излезат во јавност. Никола Груевски го чекаме 4 дена за реакција. И тој има блага, прилична реакција. Тој не ги осудува настаните во својата изјава. Нема никаде осуда. Погледнете го сега хаосот, што за нас е многу опасен. И ја говорам факти. Вие различно може да ги интерпретирате. ВМРО ДПМН вели го осудуваме Рамис Мерко. ДУИ вели го осудуваме градоначалникот Илиевски од Вевчани. Власта помеѓу себе се осудува. Има заедничко соопштение и на крај, се извинувам, и на крај, кога беше калето, и ВМРО ДПМН и ДУИ велеа ги повикуваме граѓаните да не наседнуваат на провокации. На чии провокации, кога власта ги правеше провокациите. Сега ВМРО ДПМН и ДУИ вели ги повикуваме граѓаните да не наседнат на провокации. Па провокациите не ги прави никој трет, опозицијата воопшто не ги прави. Таа не сака да има ваква ситуација. Но зошто е прашањето? Не се справувате, а особено ВМРО ДПМН, и се обидуваат да целата оваа ситуација, ако може да ја извитоперат и да ја стават во функцијата на дневната политика. Нашите пораки беа прилично коректни и стабилни. Барем ова да се спречи, да се стабилизира ситуацијата и на крај, луѓето кога постапуваат негативно на терен, се поведуваат, или нивниот узор се или примарните врвни политичари на ВМРО ДПМН, гледаат што тие ќе кажат и каде ќе ги насочат, а од другата страна, например, ке албанското население, доминантно бидејќи ДУИ е на власт, ги гледаат примерите на ДУИ. Како дозволите? Да, значи, прво, ВМРО ДПМН е на власт заедно со својот коалиционен партнер ДУИ, меѓутоа тоа не значи дека целокупните општествени текови зависат само од ВМРО ДПМН и ДУИ. Тоа е тоталитаристичко гледање на функционирањето на државата. Во државата постојат граѓани слободни, функционални медиуми, религиски заедници, здруженија на граѓани, политички партии, милион, кои што сами за себе размислуваат, постапуваат и така натака. Јас не мислев дека треба да дебатираме околу тоа дали опозицијата учествувала или не учествувала во креирањето. Ја не дојдов со предиспозиција дека учествувала опозицијата во креирањето на проблемите. Меѓутоа тенденцијата 7 пати да ни го потенцирате тоа во 3 минути, искрено ме загрижува. Се обидувам да не ве разберам погрешно, меѓутоа не знам зошто
толку многу без никој на масата да ве провоцира, се обидувавте да ни докажете дека вие не сте учествували. И се уште верувам дека не сте учествувале. Меѓутоа не смеете да ја гледате. Не е нормално, не е нормално. Ве молам. Еве да ве прашувам. Ве молам. Има новинар тука кој што може да ме праша. Вие сте власт, предпоставам, знаете кој Има новинар кој што може да ме прашува, бидете културен, оставете ме да се искажам, не сме во собрание. Тука има други правила. Ова е дебатна емисија, не е монолог. Ако не ви се допаѓа, ако дозволите. Да се докаже. Бидете трпени. Значи, со емисијата да знаете. Тоа е една работа. Друга работа е дали ќе настапиме и ќе гледаме да ги извлечеме поуките, да видиме каде се проблематичните позиции, каде е моментот на настанување на недоразбирањето, зошто македонското население кон некои работи не помислило дека се доволно провокативни за албанското население и обратно, зашто албанското население за одредени постапки кои што доминантно потекнуваат од таа сфера, не мисли дека се доволно провокативни за македонското население. Тука е недоразбирањето и тука е проблемот. Она што не успеавме да го видиме е недостатокот можеби на комуникација во медиумите. Ние заеднички констатиравме дека недоволно ги следиме различните медиуми на различни јазици. Албанците им е полесно да ги следат. Да, всушност не успеваме да ги препознаеме реалните размислувања во моментот кога треба да се препознаат. И затоа сметам дека префрлувањето на вина, власт, опозиција, значи ние можеме да ја сведеме дебатата господин Игор Ивановски на тоа ако сакате. Можеме да дискутираме како СДСМ менаџираше со меѓуетничките односи. Можеме да дискутираме за 4-месечната криза. Да, меѓутоа сакам да токму тоа сакам да го постигнам, за да размислуваме малку здраво разумски. Можеме да дискутираме за 4-месечната криза во Кондово, можеме да разборуваме за законот за територијална распределба на единиците на локална самоуправа и така натака и така натака. Меѓутоа, тоа не е целта, господин Игор Ивановски. Тоа не е целта. Бар мојата цел и целта на ВМРО-ДПМН не е таа. Целта е во оваа ситуација политичките партии да видат позитивен пример и да упатат позитивни пораки, да покажат дека имаме капацитет, да ги најдеме слабостите, да ги надминеме заедно, проблемите да ги осудиме заедно, како што впрочем ВМРО-ДПМН и ДУИ заеднички ги осудија. И едните настани, и другите настани без да ги делат. Тоа е целта, тоа е умешноста и тоа е успешноста. Се друго е само дневна политика. Морам не на колегата Османи, на двајцата, бидејќи мислам дека помалку станува смешна цела работа. И двајцата уживаат да дебатираат со мене, си праќаат пораки еден на друг. И тоа, господине Закири, е целата работа што е најопасна во извинатиот период. Значи, пак ќе се вратам минимум на калето. Таму опозицијата ништо не правеше. Таму граѓаните ништо не правеа. Правеа политичарите од власта. Таму ги имавме врвните луѓе на ДУИ кои што рушеа и учествуваа во физичка инцидент. Таму ги имавме луѓето на ВМРО-ДПМН представени преку нивниот Паско Кузман, кои што тоа го промовира. Се извинувам, кои се тие луѓе? Тоа е власта. Дали тие требале да го спречат и превенираат тој инцидент на калето или не? Требале? Како знаат тендери да делат? Како кога се делат парите се знаат и се тивки и мирни и се гушкаат? Арно, ама, кога ќе дојде на проблематични ситуации, си ги вкрстуваат копјата. Така беше сега и за Струга. Па ќе речам, секој си го осудуваше другиот, ама во власта Рамис Мерко е градоначалник подржан од ДУИ и од ВМРО-ДПМН. Вевчани, градоначалникот Илиовски, е кандидат на ВМРО-ДПМН. Тие се во власта. Ја делат одговорноста, не само правата. И сакам, иако немав никаква намера, но бидејќи деловно се отвори од колегата Димовски и од колегата Османи, дајте да не влеземе во анализа што некој навијач на трибината број 6 или редот број 12 во Ниш рекол. Мене друго ми пречи како граѓанин, а особено како политичар, што мислам дека и на нив им смета, ама немаат храброст да го кажат. Колега Османи, на трибините беше Ѓорги Иванов, председател на Република Македонија. Тој ги слушаше тие изјави кои што вам ви сметаат. И јас морам да кажам се недолични. И Бучковски беше. Бучковски е професор на правниот факултет. И Стефчо Јакимовски. Ѓорги Иванов е председател на државата. Вие сте го гласале. Го истакнаа од ВМРО-ДПМН.
Чита визија од Никола Груевски кој што рече ја гледав утакмицата, ужива во головите како ја што уживав, а Роме не ги слушал скандирањата. И сега се поставя прашањето зашто разговараат ако седат воопшто на маса Никола Груевски и Ахмети? Ако на пример не за вакви работи. Кого вие осудувате? Вие не осудувате генерално целата држава, вие го осудувате ВМРО. ВМРО ве осудува вас. И после мене ме прашувате кој се игра со меѓуетничките односи. Не мене. Значи, општа е атмосферата во јавноста, дека по тезите на оваа власт во континуитет, каде што имаме резултат за жал, и тоа се објективни констатации, дури и на странските објективни фактори, дека имаме две влади, влада на ДУИ и влада на ВМРО во една зграда. Секоја си работи паралелно сама за себе. Затоа е опасно кога се води таков пристап да секој помеѓу себе во власта се осудува, а на крај кои се жртвите? Граѓаните. Тие се изманипулирани и поведени и имаме нарушена внатрешна стабилност на државата, а со тоа е нарушена слика надвор. Тоа е поврзано и со економијата пред се. Прво не е целта да се префокуваме партиски. Тука мислам дека колегата Игор Ивановски бар на четвртиот пат нема да се обидува тоа да биде темата. Меѓутоа, окей, да бидеме најасно. Прво, не се случува господин Игор Ивановски прв пат на трибините да се извикуваат пароли кои што се неприфатливи дури и од македонски аспект, ако ги слушаме македонските навивачи, а верувам дека и колегата Бујар Османи истото би го кажал и би го признал за навивачите на спортските клубови во кои што доминантно играат албанци, од Чаир, од Тетово и така натаму. Не се случува. Тоа се случувало и пред 2 години, и пред 5 години кога сте биле на власт, и пред 15 години. Во што е суштината на работата? Нашето општество веќе почна да дебатира за такви теми. И тоа, генерално, како една од поуки кое што може да се извлечат во овој случај, е апсолутно разумно. Да сакате вие сега да го калемите председателот Иванов, зошто бил на надпревар, а всушност не знаете дека не бил на тој надпревар за кој што дебатираме, зашто не бил на тој надпревар, јас бев на тој надпревар, и видов 1 милион луѓе. Не, вие премногу несериозно. Ама немојте, ве молам. Ова е несериозно. Добро, ве молам, имате пресконференции. Па говорете на темата, не говорете за ланскиот снег, имаме сега снег. Сакате да ми напишете што треба да говорам, веројатно. Не, тоа вие и па оставете ме јас да кажам што мислам. Ајде, повелете, да чуеме, помина 40 минути. Калемењето на личности на овие настани е голо политиканство. Тоа е изборот на СДСМ, вас ве пратиле, ве знаат каков политичар сте, така сте одлучиле, ворете, меѓутоа граѓаните гледаат и ценат кој размислува разумно. И го гледаат Ѓорги Иванов и од ДУИ како го осудува Ѓорги Иванов. И гледаат луѓето кој дискутира разумно, а кој се обидува да напаѓа и за една ваква тема да се обиде некој ситен политички поен да искористи. Втората работа, ако сакаме да ви вратиме на начин на кој што вие дебатирате, јас можам комотно да кажам, извинете, меѓутоа во Лабуниште СДСМ преку својот коалиционен партнер ги доби гласовите на последните избори. Така? И што сега треба да влеземе во лавиринт? Кој, што, зошто, како? Не, господин Ивановски. Не можете да дојдете на власт само ако покажувате со прст колку другите не чинат. Не можете да разберете дека луѓето бараат квалитетна дебата, а тоа се обидуваме да го наметнеме. Прво, треба да разберете дека додека вие бевте на власт од 2002 до 2006, прво имавте многу почесто меѓуетнички кризирања и многу полошо ги менаџиравте. Заради тоа што случајот Кондово ви траеше 4 месеци. 4 месеци со интервенции од ОПСЕ, со интервенции од меѓународна заедница, не успевавте да го решите случајот Кондово. Да, ако се правиме идеалисти и ако се правиме луди, ќе кажеме да во Македонија ќе нема меѓуетнички недоразбирања, па вакви случаи као сега сите не изненадија. Божем заврна снег во јуни месец. Борете. Не, код се го изненади. Извинете, да се докаже. Значи, многу поретко се случуваат вакви работи во овие неколку години и многу побрзо се менаџира. Ако сакате политички, партиски да ги мерите работите. Меѓутоа не е во тоа суштината. Ние треба да сватиме дека тоа што македонските навивачи пеат таква една песна која што самата по себе нема логика, ако и го видите костурот, тоа е проблем. Тоа што албанските навивачи на Лирија, на Слога пеат
погрдни песни, македонско девојче и така натака. Тоа е проблем. Дајте да дискутираме за тоа. Дајте да упатиме порака, да направиме правила, да им покажеме на луѓето дека ние не смееме тоа да го дозволуваме повеќе во Македонија. Македонското општество стана доволно сериозно и созряно да почне да реагира на такви работи. Втора работа, има недостаток на комуникација не помеѓу политичарите, има недостаток на комуникација помеѓу граѓаните. Дајте тоа да го решиме, дајте тоа да видиме како да го направиме, дајте тоа да го интегрираме, дајте да видиме што им значи на луѓето многу, што треба да се испочитува, верски празници, што им значи културолошки да се развива, да се инвестира во културата на македонците, на албанците без разлика, на турците, на ромите, на власите, дајте тоа да го направиме. Така разговараат разумни луѓе. Јас разбирам дека долго време сте во опозиција и разбирам дека тоа создава и лична и колективна нервоза во СДС. Меѓутоа, тоа не ви дава право да дебатирате на толку осетлива тема, барајќи само начин како да украдете по некој ситен поен. Тоа не ве прави во нито еден случај коректен настав. Црвено крупче на емисијава да не ја гледаат деца. Искрено ви кажувам. Зошто ви го велам ова? Вие во 2001 година бевте у Грчка на плажа или кај бевте? Имаше војна во оваа држава. Вие кај бевте тој период? Вие и ваши сега колега Димовски. Сега колега Димовски. Колега Димовски. Немојте така не ви доликува. Сва среќа што СДСМ беше на власт од 2002 до 2006 и што се врати оваа држава нормала. Од странска војска ние направивме Македонија да праќа војска во Ирак, во Афганистан, во Босна и во Ливија. Тоа граѓаните го. Сега колега Димовски, бидејќи очигледно во 2001 сте били у Грчка и не сте виделе дека има војна. Не сум бил вашите пратеници. Сега зошто сакам ова да ви го кажам? Сакате да ве пофалиме ние од опозицијата дека добро ги менеџирате меѓуетничките односи. Немојте да ги злоупотребувате. Не, воопшто не ги злоупотребувате. Немојте да ги злоупотребувате, тоа е неодговорно, господин Игор Ивановски. А вие продолжите да ми дозволи да зборам. Да се слушаме А црвеното клуче ставите го после за деца. Значи, не се мешите во значи, не, тоа е на радиодифузија врска, не на телевизијата. Значи, апропо ова што го говорите вие, вас ви смета јас сега што говорам дека работа не ни чини, тоа ви смета? А не ви смета што 7 дена во Струга или е запалено македонско знаме, или е запалена трпезарија или врата на црква, или се претепани македонци, или се претепани албанци, не само во Струга. Чаир одлуката, господине Димовски, легитимна е да ја донесе за смена на 4 училишта, со ваш благослов од владата. Не, советниците на ВМРО. Легитимно ли е да се тепаат македонци и турци? Ова се извинувам, албанци и турци во општина Студеничани. Деца на верска основа и на етничка основа. Албанци не е во ред. на верска основа се не етничка. Не етничка. Добро. Разбирате разликата, така? Значи, колега Димовски, си играте со оган, ама кога ќе треба да делите тендери и пари, први сте, тогаш сте сложни, и попови и оджи сте заедно. Кога ќе треба на македонците, и на албанците, и на србите, и на бошњаците, и на сите, да им го подобрите животот, за тоа ве гласале и сте добиле мнозинство. Тогаш вие очигледно велите, ајде дебатираме. Ајде. Сакам да прашам една работа. Ако дозволите. Не, се извинувам, јас сум тука само до опозицијата, они се двајца од власта. Времето апсолутно патем речено, кажувам работи со факти, аргументи за разлика од приказни. Колега Димовски, знаете што е проблемот? Што вие не дебатирате. Кога велите и двајцата, ајде дебатираме. Проблемот е што вие во владата не разговарате за овие работи, а ги пуштате вашите гавази да ги волшуваат работите. Ај седнете ве молам вие во владата и наместо за пари, разговарате за меѓуетнички односи. И викнете ни, ние ќе прифатиме. Бидејќи СДСМ, за разлика од ВМРО ДПМН, секогаш знае дека не може да има ни економија, ни здрава демократија, без меѓуетнички односи. Таква ни е државата и ние сакаме во неја да останеме. Не ги бираме ни луѓето внатре, ни луѓето надвор. Вие тоа не го сакате да го направите. И затоа, она што го вели, јас се согласувам делно со што го вели Бојар Османи, на сите анкети за политиките на владата, 90% албанци се против. Тоа го говорат анкетите. Ме интересира, го секира ли тоа Никола Груевски? Очигледно не. Он сака да игра на таа карта на македонците, да им вика, веле колку ме мразат албанците, и да ја продава таа приказна тивко, и кога ќе треба да ја истакнува на површина. Затоа играта опасна. А Ѓорги Иванов е председател кој што кога седи на трибини и ги слуша овие работи, треба да се осудат. Ја не го чув заедничкиот ваш шеф, тој е Никола Груевски, да ги осуди
Дали недоличните изјави? Па дури ни настаните устручка. Читам пред себе изјавата. Нигде нема збор осуда. Тоа е проблемот. Треба се расчистат неколку дилеми. Прво, одговорноста за добрите меѓуетнички и меѓуконфесионални односи во Република Македонија е генерално поставена на многу повеќе субјекти отколку желбата опозицијата да позиционира дека само двете владеачки партии се одговорни и можат да допринесат позитивно или негативно на меѓуетничките односи. Меѓуетничките односи се толку сензибилни колку што на нив може да влијаат религиски заедници, политички партии во опозиција, разноразни, медиуми, невладини организации, разноразни запалени глави, разноразни вакви кели, такви кели, разноразни навивачки групи. Значи, не станува збор, господин Игор Ивановски, за никаква програмирана активност за предизвикување на недоразбирања кои што ни се случуваат овие денови, ниту од власта, ниту се надевам од опозицијата. Не станува збор за некоја структура која што е голема, значајна и така натака. Тука ја промашуваме целта. Станува збор за неколку последователни случувања од едната и од другата страна кои што внесува недоверба. Не би навлегувал во дебатата каде почна, поради тоа што тоа е дебата на тоа дали е постара кокошката или јајцето. Ние дојдовме во одредена ситуација во која што дојдовме. Дали брзо се интервенираше? Јас сум сигурен дека брзо се интервенираше. Дали ова е најбрзо интервенирање од сите досега? Да, господин Игор Ивановски. Повторно ќе ви повторам. Ако сакате вие да кажете дека идеални ќе бидат состојбите ако СДСМ е на власт, па бевте на власт. 4 месеци имавте меѓуетничка криза поврзана со случајот Кондор и со неколку други случаи. Само тука сакам да се поврзам со вас. Секој треба да почне од свој двор. Да работи со сопствените, да не се потикнуваат вакви ситуации. Се согласува. Но не мислам дека ВМРО ДПМН тоа го направи во оваа ситуација. Не се согласувам. Ваши функционери по социјалните мрежи потикнуваа. Видите, тоа го правеше Антонио Милошовски, тоа го правеше владиниот портпарол Мартин Мартиновски. Не знам дали сте ги читале вашите нивните статуси на Facebook. Ќе ви кажам, ќе ви кажам многу прецизно. Тоа што јас успеав да го видам, поради тоа што излезе во некој медиум, беше конкретно насочено кон одредени активности на градоначалникот на Струга. И тоа беше лична реакција на господинот Милошовски или на господинот Мартиновски спрема одредени постапки на господинот Мерко. Дали е тоа во ред или не е во ред, граѓаните судат, впрочем, нити СДС, нити друг го нема монополското право да оценува. Ако ме прашате, дали сите кои што требаше да постапуваат во одредена насока овие неколку дена постапуваат така, ќе кажам не сите. Од двете страни, од трите страни, од четирите страни. Ќе кажам не сите. Меѓутоа, дали генералната тенденција на политиката која што ја води оваа коалиција води кон смирување на состојбите и кон анализа и влечење на поуките, ќе кажам апсолутно 100%. Вие секако мора да разберете дека кога станува збор за религиски прашања, кога станува збор за верба, кога станува збор за вера, луѓето се многу чувствителни и од едната и од другата страна. Не можете нити да им замерите на луѓето ако во одреден момент при прва искра изреагирале емотивно, заради тоа што за да ја препознаеш емоцијата кај другиот мора да имаш и кај себе. За да ја почитуваш верата на другиот мора и ти да си верник. Без разлика дали Богот едните го викаме вака, а другите го викаат така. Меѓутоа, битно е да се седне, да се разговара, да се извлечат поуките и да не навлегуваме многу во дневна политика. Од навлегување континуирано разговараме. Многу пати господин Игор Ивановски, само уште една реченица. Само уште една реченица. Ако очекувате да ви кажам дека за се согласуваме со ДУИ, не. И никогаш тоа не сме го криеле. Нити ние, нити колеги. Вие кога сте на власт, на граѓаните, преку оваа порака и граѓаните да слушат. Ако сакате да ме прашате дали со се согласуваме со ДУИ, ќе ви кажам не. Меѓутоа, ако ме прашате дали седите, дали разговарате, дали сте надминале стотици проблеми во досегашниот период, да, ќе ви кажам да. Не. Ве молам, вие сте толку несериозни што човек не може нити минимална дебата да разговара. Опозицијата, господин Езекири, го дава перманентно.
со тоа што упатува и ја повикува владата да си ја сработи својата дадена обврска од страна на граѓаните. А тоа е да прават се од сабајле до вечер, секој ден, како вело 24/7, за стабилизирање, подобрување и унапредување на меѓуетничките односи. И во секој случај да ги опоменува кога тоа не го прават. Тоа е одговорноста на одговорна опозиција како што сме ние. Погледнете, ние во собранието и во овој и во претходниот мандат не сме генерирале дебата на меѓуетнички прашања за да речат не искористувајте во дневни цели. Не сме го направиле тоа. Први реагиравме за настаните во Струга, за да се стабилизираат. Ама заборавте да реагирате за Вевчани претходно. Од кога тие ескалира, први реагиравме. Затоа што до тој момент беше карневал. После 2 дена стана нешто друго. Во Струга. Исто како што реагиравме и за настаните или за одлуката на Чаирскиот градоначалник. Тоа опозицијата ќе го прави. Говорам за СДСМ. Што ќе прави власта е клучното прашање. Опозицијата нема да ги влошува. Таа ќе ги подобрува во своите можности, на овој начин. Ама проблемот е што владата не реагира. И сега погледнете интенцијата на дебатата, што делна не на господинот Димовски и на Османи толку нужно, туку на целиот систем. За мене е цинизам. Владата да повикува, луѓето да не насенуваат на провокациите, кои што дел провокации ги прават нивните луѓе. Тоа е цинизам. И сега колегата Димовски вика, ама тоа се лични работи. Антонио Милошовски, јас, вие, вклучително и водителот или господинот Османи, сме личности приватни дома, која ќе заврши денот и со своите семејства. Со мојот син, јас сум и со мојата сопруга личен. Но кога сум во собранието на оваа дебата и во функционирањето во јавниот живот, не можам да сум личен. Така да кога некој, дали Милошовски, дали Спасеновски, дали некој друг, не сакам да ли цитирам со пораките или Мартин Мартиновски, така натаму, ќе генерира недолични пораки кои што би можеле да бидат фитри. Дали вие сте ги прочитале тие? Се извинувам. Јас говорам дека беа третирани дека може да провоцираат. Не навлегувам во таа дебата. Значи нема лично тука. Бидејќи така сте контрадикторни. Јас сега се поставя клучното прашање. Чаирскиот градоначалник носи одлука да преименува 4 училишта од едни во други имиња. Почитувајќи процедурата, биле гласани тоа у општината. Не навлегуваме во процедурата. Не е почитуваме процедурата и советниците на ВМРО не учествуваат. Нашите советници не учествуваат во таа процедура. Да ја потсетам дека во Чаир мора да функционира Бадентеровиот принцип, каде што тоа двојно зборовите на градоначалникот. Да пари ми Бадентери. Не, се извинувам. Не навлегувам колега Османи во процедурата. Сакам друго да прашам, ако ви е битна процедурата и ако 55 минути им велите на граѓаните дека меѓуетничките односи се многу кревки ако не се почитуваат соодветно, зошто не седнавте како власт и да се договорите за процедурата или за таа одлука? Ние не се согласуваме како СДСМ. Сега да прашам, што ќе се случи со објектот на Калето, за кој што преговаравте? Ќе продолжи ли пазарот, како што е во овој момент, црквата да се дислоцира на улица Македонија, за да не се изгради джамијата на поштата? Ние сме како СДСМ да не се градат верски објекти на поштата. Ниту црква, ниту джамија, бидејќи ова општество има многу поголеми проблеми отколку влегување на приказната за верските објекти на поштаите. И да резимирам, ако се води дебатата, која што очигледно ке вас не постои во владата, не постои. Вие сте две влади. Едните во едното, другото во другото. На крај, дебатата се води на улиците, во кафеаните и ченџиониците, се води на Вевчанскиот карневал, се води на поштадот во Струга. Се до не момент, додека вие во своите блокови си ги стимулирате другите да профитираат ситно во својот круг, ние ќе имаме многу лоши реперкусии и последици за граѓаните. И ние сме како опозиција за тоа загрижени, дека крупни прашања се водат на многу низок начин и на многу пазарчески пристап. И како што се вели, на крај во наводници од играчка плачка. Па ќе се случат вакви настани кои што никој не ги посакува. Значи, господин Ивановски, да рачистиме неколку дилеми. Вака, да се согласувавме со ДУИ за се, веројатно ќе бевме една иста политичка партија. Ако вие велите дека е возможно тоа, да ја покажете ни пример кога вие така сте постапували. Значи, тоа е ирационално размислување.
Тоа е размислување кое што има конкретна цел на оваа дебатна емисија да предизвика одредено недоразбирање тука на масата. Ама не е рационално тоа. Како да ви кажам? Значи, ако се согласувавме за се, дојќевме една политичка партија, ние сме две политички партии кои што застапуваат различни структури во македонското општество. Клучните прашања имате радикално спротивставени позиции. Тоа е проблем. Ама ние никогаш не сме кажале дека за се согласуваме. Меѓутоа за стратешките интереси на Република Македонија апсолутно имаме заеднички цели. И во насока на интегрирање во НАТО, и во насока во интегрирање во ЕУ, и во насока на градење на доверба помеѓу етничките заедници, религиозните заедници во Република Македонија, и во смисла на почитување на тие разлики, и во смисла на почитување на културолошките разлики кои што постојат, јазичните разлики и така натака и така натака. Тоа е богатството на нашата држава кое што треба да го користиме. Градењето на перцепција дека ние сега треба 100% за се да се согласиме со Бујар е нерационално. Прва работа. Втора работа, Вевчанскиот карневал. Вевчанскиот карневал како таков постои подолго на територија на Македонија отколку што постои христијанството и исламот. И таа дебата не очекував дека вие ќе ја внесете на масата. Тоа не дава за право да ги навредува ниту исламот, ниту христијанството. Не дава. Прашањето е што прв пат оваа година се покажа сензибилитет за такво прашање, кое што многу пати досега се случувало. И за попови, и за оџи, и за политичари, и за домашни, и за страни. Не знам дали сте го виделе вие тоа. Сум го видел. Јас вчера ја видов и изјавата на луѓето кои што Ја видов изјавата на луѓето кои што учествувале во самата маска и луѓето покажаа разбирање, како што покажа разбирање целокупното македонско општество околу тоа. И тука нема дилема. Тука воопшто нема дилема. Работата е она што беше потенцирано на почетокот на дебатата. Ние како општество дојдовме во фаза во која што почнуваме да забележуваме и такви работи. И почнуваме за квалитативни работи да разговараме. Значи, разговараме за тоа дали на надпревар кога игра македонската репрезентација треба да има такво скандирање. Сите велиме не. Прашуваме дали кога игра Лирија треба да има обратно навивање, сите велиме не. Дали треба на верски карневал на карневал во Вевчани да има такви маски, сите велиме не. Велиме дали треба во Струга да се почитуваат христијанските верски храмови, сите велиме да. Значи доаѓаме до една ситуација кога успеваме, бар сите кои што разумно, рационално размислуваат, да направиме и да го искористиме ова. Без разлика се случило, јас ја разбирам, целокупната нервоза која што се случи во општеството. Меѓутоа да го искористиме ова, да го заокружиме овој круг на тој начин. Значи, ако продолжиме ние со меѓусебни пресметки на етничка основа, на религијска основа и на партијска основа, нема да има крај. Значи, ќе вие прикасате кој прв почна или кој последен ќе заврши. Ние се надеваме само дека ќе научиме лекцијата сите од тоа.